По покачувањето на минималната плата, работниците и синдикатот бараат итно усогласување и на останатите плати, поради што гранковите синдикати најавуваат штрајкови и протести. Откако пред 2 месеца се постигна договор за минималец од 18.000 денари, речиси секојдневно синдикални представници се на нови преговори со владата или ресорните министерства. Сега се наред гранковите синдикати, бидејќи секој во својот сектор си ги представува своите членови или работниците. Сега тука дојде до една забуна, кај што викате вие конкурентските, тоест нашите братски синдикати, они очекува очигледно Сојуз на синдикати на Македонија скалесто да ги зголеми сите останати плати. Да, ние ќе ги зголемиме, ќе го примениме членот 8, но мора да знаеме дека секој од гранковите председатели треба да си ја земе работата во своји раци, што велиме ние, и да седне со ресорното министерство, предпријатија, фабрика и така натаму, да испреговара за тоа скалесто зголемување на сите останати плати. Во овој контекст е и најавата за двочасовен предупредувачки протест, што за 7 и 8 април го најави синдикатот на УПОС. Според УПОС, вработените во правосудството се најоштетениот дел од вработените во јавниот сектор. Таму, од 2012 година наваму платите пораснале за 9,4%, додека во истиот период на државно ниво минималната плата се зголемила за 123,6%, а просечната за 43,4%. Дополнително од УПОС се категоричи дека дури и овој месец во правосудството не се исплатила минималната плата со зголемениот износ. До сега, над 95% од институциите продолжуваат со исплата на плата под минимална плата. Останатите 5% дел не знаат што да прават, па не ни ја спремаат платата, а оние што се потрудиле да исплатат минимална плата, направиле катастрофални грешки во исплатата на истата. Нашите барања се веднаш да се исплати минимална плата за сите вработени кои повторно останаа под минималната плата и линеарно зголемување за сите останати вработени во износ од 2806 денари. Според законот за минимална плата, работодавачите имаат рок од 6 месеци да ги усогласат останатите плати со минималната, но од синдикатот бараат тоа да се случи веднаш и сега, зашто цените не признаваат рокови. И очигледно се одовлекува, не се применува членот 8, се чека да се поминат 6 месеци и во септември да се подели таа плата. Јас би сакал да упатам еден апел до сите работодавачи и од локалната самоуправа, и од централната власт, и од останатите предпријатија, да не чекаат, бидејќи ова што не се случува на нас работниците, општо и на целиот македонски народ, е више не издржливо. Инаку протести и штрајкови најавија и СОНК и вработените во пошти. Сите тие бараат покачување или усогласување на платата, нешто што е прашање дали и колку буџетот може да го издржи. Колку за илустрација, дури во случај владата да го прифати компромисното решение на синдикатот за линеарно зголемување на платите од 2800 денари за сите. Тоа е месечен трошок од 7 милиони евра. Варијантата усогласување и скалесто покачување е неколкукратно повисока.